Не е секој ден Великден, вели изреката стара. Изрека која што ја одоловува тежината на овој празник. Празник каде што ние можеме да бидеме со своите најмили, да се одмориме и да избегаме од секојдневието. Но исто така, празник кој што навистина ни дозволува да патуваме, да шетаме, она што е навистински джентлменски и душата ја храни. Оваа година се навршуваат 2 години од постоењето на Gentleman Magazine. Се емитува втората сезона. Во оваа втора сезона имавме многу джентлмени кои што говореа за начинот на живот, за джентлменството, за негувањето на добри навики и манири. Секој гостин кажува работи без кои што не може во текот на денот. Обично тоа се 5 работи. Од тие работи можеме ние да научиме или да не научиме што да правиме понатаму, но едно е сигурно. Ако сакаме, можеме. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm. Знам дека очекувавте да ги видите 5 работи без кои што не можат моите досегашни гости, но ако можеа тие, зошто да не можам јас во својата емисија да си ги кажам 5 работи без кои што не можам јас. Тоа би биле кросфит, љубов со мојата сопруга, дружба со моето кученце, подарени насмевки и љубов во текот на денот и добар сон. Ето, тоа сум јас. А сега ќе видиме што кажаа моите досегашни гости. Dobar den do site. Le 5 cose di cui non posso fare a meno nel corso della mia giornata sono innanzitutto una telefonata con mia moglie la mattina appena ci svegliamo se lei non è in città con me. Poi un po' di attività fisica prima di iniziare a lavorare, può essere bicicletta, corsa, una camminata. Poi dopo pranzo assolutamente necessario una tazzina di caffè espresso, necessario per ripartire con slancio. Nel pomeriggio, la sera, se mangio a casa mi piace accompagnare quasi tutti i piatti, insalata, carne, zuppa con un po' di buon olio di oliva extravergine. E infine la sera, prima di addormentarmi, ho bisogno di leggere qualche pagina di un buon libro. Моите родители, мојата сопруга, Кан, Каја, Алара, Алја и уште на крај, пошто имам 4 деца, 5-тото е на пат, тоа се моите 5 работи без кои што ја не може да функционира. Пет работи без кои што не можам се ладно нес или 2 во текот на денот, без млеко обавезно, мојот мобилен телефон, саат, вежбање од сабајле, тоа е фиксно, и веројатно чудно ќе звучи со оглед на мојата фризура, гел на коса. Без него не искачам од дома. So 5 things that I need every day. I think, well, the first one is a cup of coffee to get going in the morning. That's essential. Second is I usually have a swimming costume with me somewhere, just in case I get a chance to swim during the day. Third, in the day I need a moment at some point, whenever, just completely alone. Fourth thing I need is when I get home in the evening, the dog, Nino, she runs up to me and makes a huge fuss, and that's really rewarding. And fifth, at the end of the day, I need a few moments alone with my partner, Paul, to talk about what's happened to me, what's happened to him during the day. So I think those are the 5 keys for sanity day to day. 5 работи без кои што денот не ми оди се прво и основно сон. А ако не сум наспан и тоа со сонување, денот не ми оди. Фала Богу, сонувам многу. Втора работа, книга, веднаш после станување и веднаш после легнување. Минимум саат време, читам добра книга. Трета работа, полна агенда. Ако не ми е наполнет денот од претходно и ако не знам точно како да правам, не го планирам јас денот, туку тој ме планира мене. Агендата мора да ми е полна.
Четврта работа, многу важна. Ден со насмејани луѓе. А ако нема ги барам, ако не ги најдам, морам некого да насмеам. И петата, најважна работа, љубов. Без љубов во денот, денот нема смисла. Пет работи без кои што јас не можам да го поминам секојдневие. Најнапред е утринското кафе. Секое сабајле. Обожавам да сварам кафе и да седнам да го пијам кафето. Додека го пијам утринското кафе, е и втората работа без која што не можам, а тоа е некаде 30-40 минутно читање на дневни информации од политички до спортски информации, од интернет, што се случило, па што е значаен тој ден и така натаму, и така натаму, и така натаму. Секој ден ги читам и ги запишувам тие информации, секој ден по што е важен, кој кога од значајните личности е роден и дали е некаков светски ден, дали е празник или што и да е. Тоа се тие двете. Третата работа е не можам да не дојдам на работа. Не можам да не дојдам на универзитет и не можам а да не си ја обавам мојата редовна секојдневна обврска, а тоа е да бидам овде и да го менаџирам овој универзитет, оваа високообразовна установа, која всушност ја создадов. Се разбира нешто што исто така не можам, а тоа е дека не можам да не ги слушнам, најмалку да ги слушнам моите деца, ако не се тука, бидејќи и тие работат тука. И петата работа без која што ама на вистина не можам, тоа е мојот внук Дани. 5 работи без кои диџе Никифор не може: кафе, 7 портокал, пливање, сноуборд и музика. Бум. Ги видовме и чувме петте работи без кои што не можат моите гости. Некои од тие работи се џентлменски, некои не се. Но за да бидеме сигурни дека ќе делиме џентлменски совети, ние во втората сезона имаме и школа за џентлмени. Место каде што на вистина може да се видат и слушнат корисни совети за тоа како се трасира патот кон џентлменството. Често говорам дека џентлменството е еден вид на изумирање кај нас, но за тоа да не биде така, тука сме ние. Тука е нашето школа за џентлмени и тука сум јас. Non va bene sempre, non puoi far di me ciò che vuoi. Hai combinato. Кога станува збор за облекување, комбинирањето на модните парчиња е клучот за добар изглед, бидејќи секое парче што го носите треба да одговара со останатите. Во изгледот, големо влијание имаат чевлите кои ги носите на вас. Со текот на времето и како модата се развивала од минатото па се до денеска, постојат различни типови на машки чевли. Покрај моделот на чевлите, важна е и бојата и секако типот на гардероба со која ги комбинирате. Како што претходно ви најавив, сега ќе ви презентираме 3 типови на чевли кои што секој господин треба да ги има во својот дом. Па да почнеме. Првиот модел на чевли кој секој маж треба да ги има се Оксфорд чевлите. Зошто треба да инвестирате во нив? Бидејќи се безвременски и можете да ги носите со деловен стил кога сте на работа. Или пак можете да ги носите на некоја свечена пригода. Па како може да ги носите овие чевли? Можете да ги комбинирате со дводелен костум, троделен костум или со било кој друг бизнис стил. Доколку станува збор за црни Оксфорд чевли, можете да ги носите и со black tie комбинација или кај нас познато како смокинг. Важат за елегантни чевли, бидејќи немаат многу шевови
И она што е интересно за нив е што се направени од едно парче на кожа. Вториот модел кој еден господин треба да ги поседува се класичните дерби чевли. Зошто овие чевли? Поради тоа што се помалку формални за разлика од Оксфорд чевлите, што ги прави повеќе флексибилни и попријатни за носење во текот на денот. Затоа се идеални за оние денови кога сте поголем дел од денот во движење или кога патувате некаде. Она што можете да го забележите кај дерби чевлите е дека поголемиот дел од нив имаат дупчиња на врвот и токму поради тоа се по-кежуал опција за мажите. Овие чевли се популарни во машкиот свет поради тоа што можете да ги носите со костум, спортски кежуал стил, чино панталони или пак фармерки. Третиот тип на чевли кој е идеален за овој период од годината е Double Monk Strap чевлите или чевлите со преклоп. Тие се разновидни, стилски и едноставно се разликуваат од оние класичните типови кои што можевте да ги видите претходно. Како да ги комбинирате овие чевли? Во пракса овој модел на чевли е поедноставен од претходните, бидејќи можете да ги носите со фармерки, класични панталони, чино панталони, костум, троделен костум и така натаму. Hai combinato i pasticci che hai voluto. Non pensare che perdoni sempre te. Воркохолик е личност која работи по цена на својот сон и социјалните функции како средба со пријателите или семејството, за да стигне да ги исполни своите соништа. Иако терминот не мора да значи дека личноста ужива со својата работа, може да имплицира дека тие едноставно се чувствуваат принудени да го прават тоа. Не постои општо прифатена медицинска дефиниција за таква состојба, иако некои форми на стрес, нарушување на контролата на импулсите и обсесивно-компулсивните расстройства на личноста може да бидат поврзани со работата. Популарно наречениот збор hustle culture, поврзан со прекумерна посветеност кон својата работа до исклучување на секој друг аспект од неговиот живот, создавајќи нездрав баланс помеѓу работата и животот, се синоним за терминот воркохолик. Воркохолици се луѓето кои постојано се зафатени. Тие секогаш на прво место ја ставаат работата. Често ги скратуваат часовите за спиење и никогаш не знаат да кажат доста на својата работа. Деноночно се присутни и достапни на социјалните мрежи, одговараат на службени мејлови и повици, дури и кога се на пауза од работа. Иако ова има и позитивни страни, најголема маана на сите воркохолици е дека нивната прекумерна работа ги прави непродуктивни и не можат да се посветат на важните работи во нивниот бизнис. Воркохолиците немаат дефиниран термин за успех. Дури и кога се оди како што треба, тие се загрижени за евентуален неуспех во нивната кариера. Тие знаат само за уште. Први влегуваат и последни излегуваат од канцеларија. Одговараат на службените пораки дури и кога се на одмор и секогаш на прво место ја ставаат работата. Не знаат да му кажат не на својот надреден и секогаш прифаќаат нови предизвици. Кога некој од страна ќе ги нарече воркохолици, тие се лутат и велат дека тоа не е точно. Убаво е да се сака својата работа, но како совет на сите воркохолици би им дале да најдат метода за решавање на стресот кога ќе се најдат во таква ситуација и да знаат понекогаш да одморат од работата. Тоа може да биде контролирано дишење, одење во кратка прошетка, разговор со пријател или джентлменски чашка алкохол од нивната омилена пијачка. Доколку разјаснивме што е тоа workaholic, сега ќе одиме со еден нов термин што се почесто го слушам во секојдневните разговори, а тоа е терминот burnout или синдром на исцрпување. Burnout е ситуација во која ако би се довеле би требало да знаеме како брзо да излеземе од неа. Тоа е состојба поврзана со преоптоварено и забрзано секојдневие во која луѓето се стремат да постигнат се повеќе и повеќе, без да си обезбедат време за одмор. Најчесто ги засега оние кои сакаат секогаш да се први, секогаш да се најдобри. Во стремежот кон совршените достигнувања, човекот не чувствува толку многу работи, се оптоварува, се преработува и не наоѓа време за одмор. И по цена на своето здравје, кое е најзначајно, се завршува катастрофално. Често, burnout се поврзува и со загубата на мотивација и инспирација за работа. Затоа, некои го нарекуваат и синдром на професионално исцрпување. Всушност, burnout е состојба на физички и психички замор која води до хроничен стрес. Како симптоми на оваа модерна болест се јавуваат хроничниот замор, па така дури и кога одмараат, луѓето кои се во оваа состојба немаат чувство дека се одмориле. Овие луѓе страдаат и од несоница, и па и покрај заморот не можат да заспијат во текот на ноќта. Според некои истражувања, несоницата се јавува еднаш до 2 пати неделно, а во понапредна фаза и секоја вечер.
Овие луѓе имаат и поголеми проблеми со концентрација и фокусирање, го губат апетитот, имаат и физиолошки проблеми како срцебиење, задишување, главоболка, растревоженост, желба за социјална изолација и останување сами со себе. Инженерите, политичарите, здравствените работници, но и сите луѓе кои имаат голем товар ја чувствуваат оваа модерна болест. Бричењето со брич е дел од секојдневната нега, хигиена и е својствено за мажите кои држат до себе, внимаваат на својот изглед, а така и на достоинството. Самопочита е висока морална вредност, исто како и односот кон другите. Денеска ќе се осврнеме на традиционалното бричење, кое за среќа и натаму се применува во берберниците, а мнозина или веќе се бричат и сами, дома, или сакаат да почнат да го практикуваат. На запад, особено во Британија, Италија, Франција, но и во други земји, джентлмените го ритуализираат бричењето така што барем еднаш па и два пати во неделата одат на бербер за да се избричат, да се средат, да се подстрижат. Тамошните локални берберници се и места во кои се разменуваат мислења, погледи, современи или конзервативни, додека муштериите читаат весници, чекајќи да им дојде редот, а берберите си ја вршат работата, ги бричат исклучиво на традиционален начин. Берберскиот занает обично се предава од поколение на поколение, вклучително и дуќаните, за разлика од фризерите на пример. Затоа берберите го применуваат старинското или како што се нарекува традиционално бричење, кое за среќа е присутно и тука. Последните неколку години се отворија многу берберници чиј интериер изгледа преубаво, а и нивната услуга е брза, добра и голема, што подразбира нега, одржување на брадата и мустаките со квалитетни препарати, козметички средства, подстрижување, бричење кој исто така е традиционално, како што се бричало во дамнешно време. Македонските джентлмени се нивни редовни посетители, а освен стари, се повеќе има и нови муштерии, па така одењето на бербер и тука се ритуализира и минува во навика. Занимлив е фактот што старите, повозрастните скопјани, секако и жителите на градовите од натрешноста, па и еснафите, одамна ги посетуваат берберниците исклучиво за бричење, како никогаш во минатото. Некои пак цел живот ги отстрануваат влакната од лицето или со машинка за бричење или со жилети. Претходно го мачкаат со гел или готова купечка пена, која обично ја сушат кожата, особено пената. Маркетингот си го прави своето. Не се сумневаме воопшто во нивниот квалитет, секако ќе се осврнеме и на нив, ама во некоја друга прилика, но бричевите што ги користат берберите се класика, ненадминливи без оглед на нивната модернизација. Што ви е потребно за традиционалното бричење? Вода, крем или сапун, четка и ноже или брич. Водата ги омекнува брадата и мустаките, се впива во порите, ги отвара и лицето е подготвено за отстранување на влакната. Се препорачува или топол туш или топла крпа со која се покрива лицето, или топол воден спреј, распрскуваш, со цел да се загреат и брадата и мустаките. Водата е потребно и да се направи пена од крем или сапун. Најубаво е четката да постои во неа, за да ја впие, а потоа да се измеша кремот во мал сад или да се потрие по сапунот, додека не залепени убаво. Берберите советуваат да се почне со крем, бидејќи е поедноставен, полесен за користење кога се прави пена, за разлика од сапунот кој треба да се трие подолго за да се направи доволно сапуница, а за тоа е неопходна и рутина. Незината густина треба да биде како на шлагот, но внимавајте на количеството вода во садот. И четката нека биде квалитетна, тоа е многу битно. Влакната обично се јазовечки, конски, свински, па и од вештачка синтетична кожа. Ножето, незаштитено, делува застрашувачки, но не ја иритира кожата на лицето. Ако се плашите да почнете, консултирајте се со берберот. Може да ви помогне да не учите. Потоа станува рутина. Вообичаено се остри на кожа пред употреба. Тоа е прва опција, додека втората е сигурносниот заштитен брич со 2, 3 па и повеќе острици, сечила кои се менуваат. Фала ти многу. За мојот изглед нема потреба да говорам затоа што нели се гледа, а за тоа се погрижија рацете на врвниот мајстор. Ова треба да го практикува секој джентлмен барем еднаш во неделата, затоа што навистина е фантастично. Добриот джентлмен е
е оној човек на кого патувањето му е пасија. Чувството за авантура е вродено кај сите нас, без разлика дали ние сакаме да научиме нов јазик, да сретнеме други луѓе, да одиме на лов или просто да приваме во морињата кои што ние ги немаме. Патувањето е секогаш она што нас не прави побогати. Европа е туристички магнет. Незините шарени градови и населби ја доловуваат љубопитноста на секој турист и го поттикнуваат на трешниот истражувач на секој од нас. Љубителите на историјата ја обожаваат богатата античка архитектура на Европа, додека пак влюбениците во природата се магепсани од незините разновидни пејзажи. Улици со калдрма, архитектура останата од 13 век, возвишени пејзажи кои зборуваат самите за себе. Фигеак е еден од најубавите тајни богатства и најдобро зачуваните средновековни градови во Европа, Франција. Фигеак е тивок, посебен и веројатно најдобриот приказ на тоа како изгледал животот во средниот век. Град кој е спој на древната и камената архитектура, која одлично се вклопува во целиот пејзаж на градот. Нежни ридови и водни патишта се протегаат низ прекрасното француско село. Фигеак е местото каде што историјата и природата хармонично се вкрстуваат. Необичен град, како ниеден друг во Европа. Покрај убавината која го краси овој град, во него остава белег познатиот француски научник кој ги дешифрирал египетските хиероглифи. Жан-Франсуа Шампион е роден токму тука. Сигурно ќе се влюбите во приказната која градчето ја чува за францускиот научник. Тоа вреди да се посети. Музеј посветен токму на него, на неговото животно патување кој ќе ви ја откријат најголемата загадка во античката историја. Фигеак во суштина е средната точка помеѓу Тулус, Монпелје и Бордо. Тоа е само 2 часа возење северно од Тулус, 3 часа северозападно од Монпелје и 3 часа источно од Бордо. И покрај тоа што е на доста голема оддалеченост од големите познати француски градови, тој остана една од најдобрите чувани тајни на земјата. Фигеак е меѓу најдобрите скриени скапоцени богатства во Европа, што треба да ви се најде на листата на градови кои сакате да ги посетите оваа година. Одлично место за пешачење и кану. Викендите не заборавајте да го посетите големиот локален пазар, каде што ќе најдете уникатни локални производи кои не можете да ги купите надвор од Фигеак. Ќе се чувствувате како да сте се вратиле неколку стотици години наназад. Тоа е и убавината на овој град. А сега од романтичната Франција ќе се преселиме во дивата Шпанија. Сетенил де лас Бодегас е мал град во Јужна Шпанија, сместен длабоко во Карпите. Кога ќе го посетите Сетенил де лас Бодегас, покрај тоа што ќе видите воодушевени од прекрасниот уникатен изглед на градот, ќе го видите дека е полн со атракции кој ви ги нуди и ве тера да го посетите. Замокот на Зари, кој стои на врвот на Ридот, порано бил арапска тврдина која датира од 13-тиот век. Овој средновековен замок е едно од последните мавритски упорништа пред христијаните да се вратат на Пиринејскиот полуостров кон крајот на 1400 година. Сите, освен една од првобитните кули на замокот, беа урнати по последната опсада на градот. Ќе останете вчудоневидени од приказната и од изгледот на замокот кој ќе ве дочека таму. Црквата Ла Енсарнасион е една од најекстравагантните цркви во Шпанија, посебна сама по себе. Олицетворение на доцната готска архитектура. Црквата е едноставна и мирна, давајќи слика на тоа како изгледал животот во малите шпански села. Сместено помеѓу Севилја и Гранада, Сетенил де лас Бодегас е едно од најуникатните места во Шпанија и меѓу најдобро чуваните тајни на Андалузија. Ако планирате патување низ Јужна Шпанија, задолжително посетете го Сетенил де лас Бодегас. А сега, малку во Португалија. Сместено во Јужна Португалија, Алгарве е меѓу уникатните места за посета во Европа. Додека француската, италијанската и шпанската ривиера го крадат најголемиот дел од центарот на вниманието, португалскиот рај го прегрнува крајбрежјето на Атлантскиот океан, нуди нерамни пејзажи и ветровити плажи кои нема да ги најдете никаде на друго место. Прошетајте долж високите карпи и епските карпести формации по кои е познат регионот. Не ги заборавајте старите рибарски села и бескрајните плажи кои ќе ви дозволат да уживате во топлите сончеви зраци. Не е ни чудно што ова е меѓу најдобрите места за посета во Европа. Се наоѓа на 250 километри јужно од Лишбоа или Лисабон. Ако барате скриено скапоцено богатство со уникатна убавина, дефинитивно додадете го Алгарве на нашата листа за посета оваа година.
Италијанската мода секогаш важела за една од најпопуларните во светот. Всушност, кога ќе се помисли на модата, прво помислуваме на луксузните италијански модни куќи кои го направија италијанскиот стил вистинска меѓународна икона. За италијанската мода мислиме на внимателна изработка направена со луксузни материјали. Всушност, модата во Италија станува позната дури по Втората светска војна, кога градот Милано станува еден од главните модни престолнини во светот. Од Италија започнуваат модните трендови ширум целата планета. Денес, оваа земја е домаќин на многу познати стилисти, а италијанските модни куќи секогаш представуваат таленти и проекти со највисок квалитет. Она што е интересно е што историјата на италијанската мода, каква што ја знаеме денес, всушност својата популарност ја добива во Соединетите Американски држави. Многумина велеа дека италијанските дизајнери се единствените кои навистина ги разбираат американците. Во текот на 50-тите и 60-тите години, американците беа под силно влијание на италијанските филмски продуценти и модни дизајнери. Италијанскиот трендсетер ја даваше насоката за тоа што американците носеа и како изгледаа во тоа време. Кога американската публика едноставно уживаше во италијанските продукти и тоа дефинитивно го покажа најадекватно првата дама Джеки Кенеди, која беше постојано облечена од италијански дизајнер. Италијанскиот филм и музиката го диктираше американскиот и европскиот животен стил, посебно со убавината и елегантноста на младите италијанки и шармот и заводливоста на згодните италијани. Тоа важеше за Джина Лолобригита, Софија Лорен и Марчело Мастројани. Тие наметнаа кратката фризура, големите тркалезни обетки и мини блузичките со длабоко деколте и беа модни икони на американското тло. Подемот на модата Made in Italy дојде во светот токму поради оваа причина. Кога американската помош италијанските текстилни компании пристигна со Маршаловиот план, малите семејни бизниси веднаш почнаа да произведуваат брендови со одличен квалитет. Италијанските модни куќи имаат длабоки и силни корени со историја на квалитетни, удобни, практични модни парчиња, надалеку познати по висок квалитетната италијанска тканина. Зои, Микол и Джована Фонтана, трите сестри, кои се основачи на италијанската модна куќа Сореле Фонтана во Рим во 1943 година. Модната куќа на девојките станува една од најмокните и највлијателните во тоа време, каде што без исклучок се облекуваат познати звезди од Холивуд: Елизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ава Гарднер, Грейс Кели и многу други. Во текот на следните неколку децении, Made in Italy продолжи да се здобива со особена голема поддршка. Во 50-тите модните ревии станаа поприсутни во Италија, делумно благодарение на италијанскиот предприемач Джовани Батиста Џорџини, кој беше клучен за нејзиното издигнување на исто ниво со париската мода. Првата модна ревија на Джовани Батиста, на која што представи парчиња од 10 големи италијански модни куќи, целосно ги остави импресионирани гледачите и купувачите од квалитетот и уникатноста на облеката. Со успехот на ревијата, италијанската мода стана многу брзо посакувана. Најверојатно посебните ревии мотивираат дизајнерите да создаваат колекции што ќе предизвикаат шок од страна на јавноста, што поттикнува до одржување на официјално првата миланска модна недела во 1958 година. Незиниот успех го зацврсти местото на Милано како еден од 4 најголеми градови каде што секоја година од тогаш се одржува модната недела. Италијанските представи и филмови во текот на 50-тите и 60-тите години во голема мера се причина поради која светот денес гледа на италијанската мода. Режисерите Федерико Фелини и Микеланджело Антонини, кои ги снимија филмовите La Dolce Vita и Nights of Cabiria, соодветно имаа големо влијание врз општата естетика на италијанската мода. Раскошните костими што се носат во овие филмови помогнаа да се популаризира изгледот на стилизираната облека. La Dolce Vita особено ја потврди безвременската привлекност на малиот црн фустан и ги прикажа гламурозните жени во филмот како символ на луксузното италијанско општество. Италијанската мода во 80-тите и 90-тите години станува позната по својот максимализам и смели, елегантни елементи. По смртта на еден познат италијански дизајнер, модната индустрија направи уште една промена во новите милениуми. Во текот на изминатите 20 години од новиот век, модата доживеа драматични промени, вклучувајќи повторно нов имидж. Италијанската мода со текот на времето се карактеризира со посебни и шик стилови, кои не остануваат незабележани.
Како во минатото, така и денеска, големите италијански дизајнери продолжуваат со својот гламурозен стил и стандардите за квалитет да ги поставуваат на највисоко ниво, докажувајќи дека италијанската мода е влијателна во секој поглед, за да се обликува модниот свет на најдобар начин. Дали джентлменството е вроден збир на карактеристики или стекнати особини од средината? Дали джентлмен се станува или джентлмен се раѓа? Староста на дилемата на ова прашање кажува дека не е лесно да се даде одговор на ова прашање. Ќе зборуваме на многу теми, ќе зборуваме за многу работи. Да се биде джентлмен значи да се биде умерен во се. Првото нешто што луѓето го забележуваат на нас е нашиот изглед. Затоа за денес прва лекција е изгледот. Ајде со мене. Како што ви ветив, прва лекција за денес во нашето школа за джентлмени е изглед. Знаеме дека секој джентлмен треба да негува добра навика, а тоа е одело. Како се носи едно одело и зошто токму ова одело го одбрав за денес, ќе ви кажам, ќе ви откријам мала тајна. Се базира на мојата вратоврска, или некои ја викаат кравата, да не навлегуваме во тоа. Мене, денешната вратоврска ми е инспирација и иницијална каписла за цело одело понатаму. Мора да внимавате, кога облекувате одело, да знаете да си играте со боите. Дали ќе си помогнете сами, дали ќе побарате совет од вашата сопруга, дали ќе отидете на некое место да ве облечат, тоа оставам на вас, но секогаш внимавајте на боите. Што сакам да кажам со тоа? Значи, мојата вратоврска одговара со мојот ремен, ременот одговара со чевлите, чевлите одговараат со саатот. Сите тие се многу битни детали, а знаеме дека среќата е во деталите. За оваа моја комбинација за денес одбирам елече. Елече може, но и не мора, се е ствар на вкус. Елече може, но и не мора, се е работа на вкус. За вкусови не се дискутира, нели? Гледаме дека ова елече совршено одговара со ригите на моите панталони. Манжетните се исто така многу битен детал. Или, во некој случај, сами копчиња, не мора да се манжетни. Се зависи од кошулата и од пригодата што сакате да кажете и каде сакате да ја облечете таа кошула. Врзувањето на чворот на самата вратоврска е исто така многу битен детал. Постојат многу видови на врзување на чворови, но за тоа понатаму во моето школа. Сакото совршено одговара со моите панталони, имам комплет одело, тоест имам троделно одело, сако, панталони и елече. Одиме со еден многу битен детал, многу важен. Што значи тоа? Што сакам да кажам со овој важен детал? Ракавот на кошулата треба да е 2 до 3 сантими подолг од ракавот на сакото. Секогаш, кога ќе го облечете вашето сако, имајте на ум дека вашите ракави треба да излегуваат 2 до 3 сантими од ракавот на сакото. Еве вака од прилика треба да изгледа еден убаво дотеран господин. Секогаш имајте на ум и никогаш не го закопчувајте долното копче. Кога излегувате надвор во отворен простор, закопчајте го горното копче. Кога влегувате во затворен простор, откопчајте го. Стоите во исправена позиција, закопчајте го, седите, откопчајте го. За великденските празници слушнавме убави зборови и убави посекувања. Истото тоа ви го посекуваме и вам. Здравје, среќа и благосостојба. Но освен на зборови, направете го тоа и во пракса, затоа што тоа е навистина джентлменски.